Секако се задоволство ја најавувам и нашата гостинка, за која што ќе кажам дека во 12 всушност има покана за роденденот во Зоолошка за Ники. Така што во следните минути ја раскажуваме приказната за Марија Дуда, за љубовта и грижата кон животните, почетокот на оваа убава приказна, меѓутоа и докаде ќе оди нејзината мисија. Марија, добро утро и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Пораката што на маичката како ни е? Себи направиле за природата, осве нешто на вистина, ама и за животните. Така ќе почнеме. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро. Секогаш ми е мило кога те имаме заедно со твојата инспиративна приказна, вака сите заедно да се поддржуваме и да ја тераме целата оваа приказна напред. Многу пати си ни била гостинка, многу пати сме раскажувале за Countryside, но и сега ќе почнеме така за новите гледачи, за помладите гледачи да ги запознаеме со суштината на твојата работа. Љубовта кон животните. Што те мотивираше од Њујорк со собствен бизнис таму да се вратиш дома повеќе отколку што беше порано и да го создадеш Countryside во Ранковце? Знаеш како, тоа се случи во време на COVID, кога цел свет застана, се вратив назад во Македонија и некако спонтано се случи да почнам да вдомувам многу животни кои што во тој период ти самите знаете беа на улица и сега ги имаме уште на улица, поготово кученца и маченца, но јас почнав и со коњи, магаренца и стигнав до некоја бројка од 60 на животни, каде што тој целиот простор на Countryside претходно беше погон за шиење на спортска облека, се претвори во ранч на спасени животни, кои што со текот на годините почнавме да нудиме една прекрасна програма и за луѓето да се запознаат и со природата и со животните, дека и животните и природата и те како може да бидат наши природни терапевти ако им дозволиме и ако се предадеме на се она што го имаме околу нас. Колку и да звучи убаво и лесно, претпоставувам дека предизвикот е голем, така што како изгледа еден типичен ден? Каква е агендата? Кога ти започнува денот, со оглед на тоа што имаш различни животни и секој од нив бара поинаква грижа? Ние се договаравме денеси во 7:30 да ни дојде Марија, ама со оглед на тоа колку пати има да Скопје ми кажа ако станувам во 4 треба да станам во 3, за да ги средам од врските наутро. Како почна денот? Така, јас откажав во 7:30 пошто стварно многу ми беше рано и целиот биоритам на сите ќе беше пореметен. Како на Сабајле најголемиот хаос, кога треба да се средат сите гладни, онака сите очекуваат се од тебе. Отприлика ми треба 1 сат и половина, максимум 2 сати на Сабајле за сите да бидат средени и окей. И тоа ми одзема најмногу време. Потоа во текот на денот се некако синхронизираме, но Сабајлето е ударно за сите да бидат средени. Еве за да дојам тука да стигнам во вашата емисија, станав околу 5 часот. Така да тоа е нештото што како нас. Како вас, да. Но ти со други обврски, ние со други обврски, еве сега заедно тука си се составивме за да ги споделиме нештата, убавите нешта. Која е најголемата радост или момент што те исполнува кога работиш со животинчиња, посебно кои што се спасени од малтретирање? Нема да кажам од улица, бидејќи во други држави живеат животни на улица, ама мислам дека кај нас имаме луѓе со малку некои други нагони, повеќе на километар квадратен отколку на други места. Својот бес го изфрлаат врз животните, така да која е твојата најголема радост или момент? Секое животно има своја приказна и тоа е убавината. За мене сите се позитивни радости, поготово кога ќе ја видите трансформацијата. Јас обично знам да документирам се од моментот на спасување, на целата таа мисија до моментот на цела трансформација. Многу има поминато од коњи кои што се спасени да не бидат продадени, буквално симнати од камион за месо што требаше да бидат продадени, ми родија 2 ждребиња и ја не знаев дека се бремени, до спасување на стара магарица од Скопје, до спасување на кученца, но најмногу и штркови, но најмногу ми остави нешто најубаво и можеби најјака травма до сега е спасување на кученца кои што беа фрлени лани во базен напуштен на Ритче, 3 метра и нешто и врзани со врца.
Тоа беше, мислам, едно најстрашното нешто што јас го имам доживеано и за да едното се вдоми кученце, другото за да биде звезда во филм. Во ноември снимаше краткометражен македонски филм и тоа е нештото што така ми е убаво на душата кога ќе видиш дека ако можеше да закаснам пола ден или ден ќе беа мртви. И тоа е нешто кога ќе ја видите трансформацијата и поготово кога се уште се дава целосно на луѓето. Се уште имаат верба и се уште имаат доверба и љубов за луѓето. Тоа е нешто што ние и те како треба да учиме од животните. Добро, ама и кога зборуваме за животните, па и да бидеме искрени, не сите ја имаат таа привилегија и тој благослов да бидат конектирани со животните. На крајот на денот нас не нервира или не можеме да сватиме некој кога ги малтретира животните, но од друга страна тоа е и за него казна, бидејќи да не си конектиран со природата и со животните, треба да живееш во некој затворен црн свет со некои неубави мисли, кои што луѓето кои што едноставно се конектирани со природата и со другите живи битија на овој свет не го чувствуваат, ја немаат таа празнина, таа црнила, тие црнила во душата. Не мора да сакаш животни. Да. Тоа е во ред. Но ако ги малтретираш... Да, и јас имам пријатели кои што ги почитуваат животните, но не се љубители како мене и како тебе од тој аспект, но ги почитуваат и никогаш нема да им наштетат. И тоа е, као што кажа, во ред и окей. Јас почитувам луѓе кои што јадат месо, јадат месни производи, јас не јадам лично и тоа е во ред. Тоа не значи дека треба да си бидеме пречки еден на друг, но и јас не ги сваќам ване тие луѓе, се трудам да Јас се чувствувам со нив некогаш, сакајќи да ја пронедат светлината во душите и да може денот да им почне убаво. Знаеш како, јас мислам дека нешто во текот на животот некогаш нешто ќе ти се деси што ќе те освести. Можеби не да ти се вроди некоја љубов кон животните, но нешто ќе се случи како карма. Јас да разбуди емпатија кон тебе едноставно да не штетиш на другите, да си го живееш својот живот. Да, и тоа е интересното нели кај нас кој ќе видите прекрасни родители кон своите деца или прекрасни баба и дедовци, а се толку штетни кон животните. Извинете. А се толку штетни кон животните или имат нагони да излезат на улица и да ги трујат и се тоа е, не знам, мислам, чудна ствар. Да. Добро, тоа некогаш ќе викнеме и психолози и психијатри па ќе дискутираме. Марија, како се роди идејата за рехабилитацијски центар за штркови? Приказната за Силјан, сето тоа да го поврземе. Дани беа и Тамара и Јордан што гости, тоа го споменавме, те пофалија доста за целиот твој придонес во проектот, па што се случува на тоа поле? Да, знаеш како, сосема спонтано пред 2-3 години или кога Тамара ме исконтактира дека им требаше за делосцените уште неколку штркови. Јас прифатив и си останавме во комуникација после Силјан и ова лето снимавме нов игран филм со Тамара. И за да, пошто ова беше игран филм сега што ќе излезе наредна година филмот, дојде Тамара со целиот филмски сет од актери за да вежбаат, пошто има некои сцени кај што треба да бидат со штркот во конекција и така да таа го виде целиот она ранч што е со животни и се. И кога беше премиерата на Силјан во Њујорк, јас бев во Њујорк, рече Марија, сакам, а јас имав желба претходно да направим, имав аплицирано на некој проект кој што не помина, да направам посебен простор за штркови затоа што ми спијат буквално во ходникот во куќата. Затоа што секоја година има штркови, некои си одлетуваат, некои се уште се тука и тоа е нонстоп, поготово летен период кога што не сите се силни за да го земат оној последен лет кон Африка и тоа е проблемот кој што останува тука. И сами знаете, зимите се сурови, најголем проблем на штрковите е храната, достапност на храната. И така да јас Тамара спомна во Њујорк, знаеш што, сакаме од дистрибуција на филмот што ќе излезе све, сакаме да бидеме дел, да учествуваме, да направиме шелтер за рехабилитација на штркови, сакаме тоа да е кај тебе. Дали си согласна? Викам, вау, тоа е супер, затоа што и те како им треба на птиците посебен простор. Мислам, они се многу адаптивни, птици, кај мене си живеат со сите животни, сабајлето ги пуштив и нив надвор, но не се само птиците, не се само штрковите, туку лани имавме и врани отпаднатни гнезда и бувчиња и тоа за некои птици им е многу стресно, поготово нели да бидете со
обкружение со кучиња кои што се предатори, нели, или мачиња. Така да посебен простор и шелтер за спасени на диви птици и штркови и те како ни е потребен и тоа целиме сега да направиме со тимот на Тамара Котевска. Сигурно сето ова ќе се поврзе со работата на ранчот, со терапијата со животни. Како го замислуваш, како една целина? Па да, јас нели од 2022 работиме со хипотерапија и клинтерапија за лица со посебни потреби, нудиме терапија со придружба на конјот како исклучителни вежби за лица со физички попречености. И сега се трудиме здравје Боже кој ќе биде нели шелтера да направиме една целокупна програма и општо за посетителите кои што ќе сакаат да дојдат, ќе сакаат да бидат дел од сето она што го нуди ранчот и сите животни, не само коњите или не само штрковите. Така. Кои се најголемите предизвици кои што ги имате и со кои се справувате во Македонија во однос на грижата за дивите птици? Мислам дека може и ќе се сложат и Македонско еколошко друштво, затоа што пред неколку месеци бевме заедно во една емисија гости. Проблемот е што прво немаме правилна ветеринарна помош. Еве, јас со 4-5 штркови до сега, што имам спасено, ниеден ветеринар точно не знае како да постапи со одредена проблематика на тоа живот. Бувчиња исто, лани имавме 3 бувчиња, звонев по телефони затоа што јас сум самук, не знам ни јас, со нови птици и со нови животни. Да. И после 2-3 месеци угина. Така да недоволна искуство, мислам дека и ветеринарна помош, нема каде да се обратиме, нема каде да бараш, освен да бараш на интернет и да звониш некој што има чувано, па така некако од луѓе на луѓе што се знаеме, кои се активисти и кои се поборници за правата на животни, некако така доаѓаме до некои информации. И јас мислам дека тука сакам да апелирам дека ни треба многу добра и огромна стручност во тој дел, затоа што сами знаете со климатските промени животните се први кои што се на удар на тоа, поготово птиците. Како сите ние луѓето можеме да се вклучиме, да помогнеме во овие проекти? Интерес има, јас тоа го следам и по социјалните медиуми, навистина чинам дека твојата работа допира до вистинските луѓе што треба, но како уште повеќе заедницата може да придонесе кон Па конкретно еве кога зборевме за шелтер за штркови, ние направивме базар за тоа и продававме мајци со дизајни на имаше луѓе дојдоа и имаше прекрасен одзив, имаше тоа беше преубаво. И мислам дека во нашата држава ни фали општествено одговорни компании повеќе. Во однос на оваа проблематика, во однос на животните, во однос на зачувување на она автентично наше рурално нешто што сакаме. Јас мислам дека ако би се вклучиле повеќе општествено одговорни компании за изградба на шелтерот, затоа што ние нудевме на луѓето да си запишат своје име и презиме, затоа што од зидовите внатре ја сакам да имаат име и презиме на луѓе што донирале. И символична донација, тоа е нешто што секој дава учинок за тоа што го правиме и пак тоа ќе биде вратено пак на заедницата. Јас мислам дека ако поттегнеме да бидеме општествено одговорни како компании, не зборам за огромните компании, зборам и за средни и мали компании кои што можат сите да се вклучат со некој мал придонес, ќе направиме голема разлика. Во оваа насока, што би им порачале на младите кои што сакаат да работат и да бидат поблиску до животните и едноставно да се посветат за заштита на природата? Кој е твојот совет за тој прв чекор? За прв чекор. Да бидат упорни, затоа што ќе имаат огромни препреки, затоа што... и предрасуди, може? И предрасуди, поготово ако се женски, да. Но да бидат упорни затоа што не се што гледаат на социјалните мрежи убави слики од природа и кафе и се она е тоа, туку тоа може 5-10 пола сат време, а другото треба да се работи, треба да се
да се носи одговорно кон таа титула да имате фарма, ранчо и да е на село, затоа што од вас зависат голем број животни и дисциплина. Цели соништа имаме сигурно за еднината. Да, како секој особа. На ранчот, нашата поддршка е тука. Се планира, верувам, така. Имаме некои цели? Па да прераснеме во една убава заедница каде што, како што кажавме, нели ќе се споиме многу повеќе истомисленици. Ова не е да биде само Марија, можеби јас пред 5 години почнав сама, но сакала да гледам како расне ранчот на заедница каде што луѓе ќе можеби ќе бидат со прекрасни иницијативи кои што ќе бидат дел од ранчот. Јас сум секогаш за. За крајот разговорот, јас чувствувам должност да ти кажам едно фала од името на заедницата, која што ја поддржува твојата работа. Верувам дека сме мнозинство луѓе во државата кои што не мора да се влюбени во животните, но кои што ги почитуваат другите. Повторно ќе кажам животната и природата, и од името на тие луѓе ти благодарам за целиот овој придонес и што можеме повеќе да направиме, освен да се поддржуваме и да бидеме тука заедно кога треба. Да. Благодараме на вас, на поканата и да се гледаме само за убави работи. Благодариме за издвоеното време утрово, а 3 минути до 9 часот и до второто информативно издание утрово. Ние се гледаме во 9 часот и 10 минути.